Еден патеписец, која почувствувал необичноста на македонската песна, ова парче земја го нарекол земја на песните. А еден велешанец, кој бил толку обземен од нив, забележал повеќе од 10.000 македонски мелодии. Роден сум во Титов Белес пред 63 години во средина со изразито јако музичко-фолклорна традиција. Во 1923 година со неколкумина другари ја развивавме културно-уметничката делатност во град. Тогаш, всушност, ја започна првата собирачка дејност на музичкиот фолклор, сосема инцидентно, за потребите, за дел од репертуарот на аматерските хорови и оркестри, што ги водев како диригент, аранжер и обработувач. Таа љубов кон фолклорот ми ги отвори видиците кон една благородна мисија за презентирање на македонското музичко богато културно наследство во неговата изворна форма и како високо стилизиран фолклор во уметничката музика, вклучувајќи ја народната хореографија, за која подоцна станав и идеен творец на специфично македонско хореографско писмо. Увидувајќи ја потребата од музичко образование, во 1927 година Живко Фирфов заминува во Белград, каде се запишува во музичкото училиште Стеван Мокрањец. По завршувањето работи како диригент на Академското пејачко друштво и како раководител на оркестарот при Домот на слепи лица во земја, посветувајќи му се на воспитувањето на децата со хендикеп. Во меѓувреме работи композиција со Јосип Славенски и Јурий Арбацки, а во 1937 година со првата генерација студенти се запишува на одсекот по композиција, на што туку основаната Музичка академија во Белград. Композиторскиот опус на Фирфов ги обединува основните стилски ориентации во кои музичкиот фолклор представува главен начин на музичко изразување. Од неговото композиторско творештво се издвојуваат хумореска, суита за оркестар, суита за флейта и пијано, фантазија за пијано и секогаш интересната хорска композиција Дротар, во која доаѓа до израз музичкото оформување на реалистички моменти, што произлегуваат од текстуалната подлога на композицијата. Тоа е секако забележливо како нов зафат во збогатувањето на содржината на хорските творби кај македонските автори, со обид да се отцртаат некои карактеристични сцени од секојдневниот живот. Од 1945 до 1948 година Живко Фирфов работи како уредник за народна музика и кореографија во Радио Скопје. Со македонската радиотелевизија тој соработува се до 1982 година. Годините поминати во продукцијата на Радио Скопје како продуцент на музичките снимки кои се создавале во студијата за снимање и како уредник на музичката програма на радиото, резултирале со огромното влијание на Фирфов врз финалниот изглед на медиумското презентирање на македонскиот музички фолклор. Ја поставил насоката на движење на народната музика во тогашните услови на живење. Како поборник за зачувување на македонскиот музички фолклор, Фирфов имал продлабочена соработка со оркестрите и вокалните групи кои изведувале автентични македонски песни и ора. Тој е директно заслужен за формирањето на трите оркестри на македонската радиотелевизија: Народниот оркестар, Оркестарот Чалги и Оркестарот на народни инструменти.
Исто така бил иницијатор за формирање на повеќе вокално-инструментални групи, групата Билјана, триото Кучковки, Бабчорки, Воденки, Костурчанки и така натаму. Значи беше човек што го интересираше фолклорот од сите делови на Македонија, како да и од Пиринска, и од Егејска, и од Вардарска. И треба, вика, тоа е наше богатство. А 70-та година, кога ние, сите од Егејска Македонија, другарките, се собрахме во ова република тука, во Скопје, и решивме да направиме едно вака културно друштво, фолклорно, со желба на нашите баби и мајки да не остане незаборавено од нашите песни од Костурско. И ние се решивме, сите повеќето работеа, други не, и вака од куќе во куќе се собиравме и песните ги пеевме дома во селата што ги пеевме. Сега таму ни беше забранет на нашиот македонски јазик. Добро, ама ние по куќите си ги пеевме. И за време на народно-ослободителната војна имавме формирано и културно-просветни друштва. И така одевме по селата и ги пеевме песните. И решивме вака од нашите мајки, како аманет, по нивна желба, песните да останат за секогаш, бидејќи се наше културно богатство. Лудомитера Трикони. Лудомитера Трикони, сите Трикони ујди. Лудомитера Трикони, сите Трикони ујди. И она песна многу е сакаше. И еден ден бевме во Токуманда, таму едно друштво, и таму го видовме Фиршов. Вика, не виде, вика, шо барате вие тука? Вика, еве, ние сме фолклористи, како води? Сега имавме наша група Костурчак. Ајде со мене тој. Вако беше. Кајте автобусот. И не донесе во Кочораци, овде. И тука имаше едно здружение, само мажи, од Воденско. И вика, мам, вика, и тие се возрастни, и вие возрастни, ќе формирате група, вика, од Егејска Македонија. И тогаш, таму како кореограф, беше Дојчин Матевски. И се спремаше, тога беше 71 година пролетта. И Дојчин вика, дајте да направиме една програма, и како ќе настапиме на Балкански фестивал. И направивме една програма, со песни и обреди од свадби. Фиршов беше многу воодушевен, што да ви кажам. И после, истата година, во август месец, требаше да се отворат Илинденските денови во Битола. И ние учествуваме пак заедно со Фиршов
Тој толку беше воодушевен, бака со нас леташе, што да ви кажам, многу беше воодушевен. И после кога заврши добивме награди и таму се, и после вика ќе доаѓате и на телевизија, на радио, и пееме песните. Месечино новино, ти лепо вечер да гре, ти лепо вечер да греш, вечер ке бера сватови. У радио телевизија го упозна Фирфов. За мене тој човек представува еден човек, не знам со колку големи срца, патриотски, македонски. Тој труд што го туреше тој со нас, без пари, без ништо, ако немаше таа желба, како македонец за Македонија, не го правеше. Одеше од куќа о куќа. Луѓето, може некој, не му е знаеме и целта. И ние што растеме не знаеме дека толку вредна е нашата историја и нашите обичаи. Нашата носија е повеќе вака во црно, во темна. Тој е од, и самиот тој велеше, тој е од робството турско што го имаме и сите жени све во црнина облечени. А не само во црно облечени, шејаците, останите све светли. Але беше другото обичај што си го додрзаме. Немаше невеста во селото, например сега на Велден, да оди од црква, без да нема пендолира, викаме пара, толкова златна, па со 3 карфици, па и бенгјуши златни. Немаше, тоа беше како има, нема свекор, ако ќе зева невеста, треба да има и пендолира за невестата. И тој тие обичаи многу ги сакаше и многу ги запишуваше. И што да ви рече, човекот ни беше останат у душа. Знаевме дека вистина не почитува и не сака. Не, ако не беше Фирфов, овие песни нито ќе ги спееме. Нито ќе испаме. Немаше да останат. Во 1950 година, под влијание на македонските етномузиколози, се формира Институтот за фолклор Марко Цепинков. Од 1953 година Живко Фирфов бил еден од клучните соработници во институтот, а во периодот од 1957 до 1962 година бил и директор на оваа значајна институција. Под негово уредништво излегува и првиот том од едицијата Македонски музички фолклор, а потоа следеа повеќе изданија кои го обработуваа македонскиот музички фолклор, македонски народни ора, македонските мелографии од крајот на 19 век и така натаму. Во текот на работата во оваа институција, со своето веќе стекнато собирачко искуство и стручната музичка подготовка, придонел за систематско организирање и класифицирање на големиот фонд од фолклорни музички материјали, кои се собирале во институтот со многубројни теренски истражувања. Како резултат од тие истражувања, произлегле неговите етномузиколошки трудови, кои ги обединува во ведувањето на прецизен методолошки пристап. Викам Боцевски Анđеле, роден 1942 година на 26 јули, село Горневези, Скопско. Се викам Цветановски Славе, роден сум 1944 година, 3.10. Горно Нерези. Сега ќе ги испееме песните Петко имал многу жени. Петко имал многу жени, останал безич. Сите тие му тргнале на Сувобрич. На Сувобрич, Петко Немаич. Lele kakvi
Живко Фирфов се насочил и кон музичката педагогија и создавањето на учебници за музичко воспитување. Во 1953 година го напишал учебникот Елементарна теорија и солфеж, учебник за основни училишта, а во 1961 година учебникот по музичко воспитување за четврто одделение, кој е создаден во духот на фолклорот, но се уште е неиздаден. Учебниците за почетници се особено важни и многу е битно да ги прави навистина стручен, способен човек или екипа на стручни лица. Особено интересен и значаен е тој проблем во една земја како што е Македонија, каде што сме сведоци на постоење за паралелно, може да се каже постоење практично минимум на две музички култури. Едната култура е она традиционалната, која веќе со векови е присутна на ова поднебе, а друга култура е западноевропска, која што е прифатена и која многу непосредно и многу природно дојде во ова поднебје. И овие две култури функционираат заедно и коегзистираат заедно. Во учебниците за музичко образование особено внимаваме на нивните две компоненти, односно две компоненти во самото стекнување на музичко образование, односно негово систематско запознавање на музичка теорија и формирање на музички слух. Од една страна тоа се поставување на висините, тонски висини, нивните соодноси, од друга страна тоа е поставување на ритмот. И во таа смисла во учебниците на Живко Фирфов наоѓаме интересен пат на комбинација, може да се каже, на елементите од западната традиција, кои неминовно се присутни во музичка теорија и нејзиното изучување, од друга страна и елементи, интонации на собствен традиционален фолклорен материјал. Самиот Живко Фирфов беше мощно свесен за овој проблем и самиот пишувал во предговор кон својот прв учебник дека методите базирани врз музичко-хармонските принципи не се прифатливи за музичкото чувство на нашиот човек, бидејќи од самото рано детство детето на нашиот народ се формира под силно влијание на нашиот собствен фолклорен стил. Може би не цитирам најточно, но мислата е таа. И во таа смисла, навистина, многу е важно и интригантно како во изборот на музичкиот материјал и неговото подредување систематско Живко Фирфов прави тој многу интересен наоѓа, односно спој на можностите традиционалниот локален музички материјал да биде на некој начин и прилагоден кон теоретските барања на западноевропското музичко образование, а од друга страна и да ги надмине тие негови граници и да наметне одредени своји карактеристики. Во таа смисла може да се каже дека и двата овие учебници, и првиот, но особено и вториот, представуваат навистина еден пат и трасираат, односно пат кон таков спој на различни музички традиции, различни музички култури и всушност пат кон, така како што кажав, одредена билингвалност во музичката култура и во музичкото образование. И пат кој навистина заслужува своје проучување, знаење и надоврзување. Покрај ова, активно работи како организатор на разни фолклорни фестивали и со научни прилози и реферати, учествува на многу конгреси и симпозиуми на фолклористи во земјата и странство. Избран е за член на Националниот комитет при ЮНЕСКО за народна музика, дописен член на Меѓународното фолклорно друштво во Лондон, член на Националното географско друштво во Вашингтон и за почесен председател на секторот за Балканските игри при Меѓународното друштво за народни игри во Лондон. Повеќе години бил еден од организаторите на фолклорните фестивали, Балкански фолклорен фестивал во Охрид, фестивалот Илинденски денови и фестивалот во Долнини. Поради познавањето на фолклорните танци, бил ангажиран и како стручен соработник и едукатор во повеќе културно-уметнички друштва во Македонија. Тој е основоположник на ансамблот за народни игри и песни Танец.
Собирачката активност на Живко Фирфов представува основа за неговите етномузиколошки истражувања, но истовремено таа е насочена и кон презервација на македонскиот музички фолклор. Иако поради поделеноста на собраниот материјал во неколку архиви, не постои точна бројка за вкупниот број на собрани и мелографирани народни мелодии и песни, самиот Фирфов во 1983 година проценил дека собрал и мелографирал околу 10.000 песни. Показател за огромниот фонд од собрани материјали е и колекцијата Фирфов, која датира од 70-тите години од минатиот век и која е комплетно дигитализирана и каталогизирана во Иран, и со тоа е сочувана, заштитена и достапна за понатамошно користење и дополнителна елаборација. Колекцијата содржи музички материјал од народни песни, изведени од солисти, женски и машки пеачки групи и инструментални состави. Песните се снимени 60-тите и 70-тите години од минатиот век на касети со касетофон Philips. Најголемиот број касети се нумерирани со исклучок на одреден мал број касети кои што тоа не е створено. Во тој период татко ми интензивно работеше на тој материјал со посебно внимание и огромен труд заради посебноста на субтилниот израз на песните, заради нивното користење во работата на ансамблите на МРТВ, како и за нивно мелографирање. Последното се потврди кога се изврши каталогизација на преостанатите мелограми, што покасно исто така ги предадовме во Иран. Колекцијата содржи вкупно 383 мелограми, а самиот Фирфов изјавил: оваа збирка треба да значи и почеток на една нова пракса на објавување народни песни кај нас. Досека се практикуваше и се уште се практикува публикуваниот материјал да не биде звучно документиран. Денес, во време на механизирана музиколошка работа, таа пракса веќе треба наполно да биде напуштена. На тој начин, сосема би се избегнале многу постари и понови недоразбирања во врска со разни прашања што се однесуваат на особините на нашиот музички фолклор. Без секакво сомневање е дека мелографскиот материјал, подготвен од Живко Фирфов, представува драгоцен фонд за помладите фолклористи, не само како основа во совладувањето на мелографската проблематика и повод за усвојување нови методи во работата, туку и како можност за проучување на македонската песна и аргументирано донесување на одредени стручни заклучоци. Изворно, мелограмите во колекцијата беа распоредени во неколку папки, каде што можевме исто така да најдеме и списоци кои што се преклопуваа со дел од нумерацијата на самиот Фирфов. После првичната обработка на мелограмите изработивме база на податоци, од каде што ги добивме првичните податоци, значи дека колекцијата содржи 383 мелограми, кои се насловите на песните и такви, значи првични некои податоци. Сега за некои мелограми Фирфов оставил прилично доста информации, вклучувајќи и каде е слушнал песната и која година е запишал. Сега покрај тие имаше и некои по-детални информации, како например, не знам, која е функцијата на песната, не знам, дали е свадбена, жетварска и слично, која година е запишал. Тука можам да кажам дека претежно датира околу 1974 година. Исто така се потврди заклучокот дека некои од мелограмите биле изработени за потребите на македонската радиотелевизија, бидејќи знаевме дека Живко Фирфов работел во таа институција и бидејќи на некои од мелограмите најдовме датум кога е снимена или кога треба да се снима и кој треба да ја изведува. Дигитализацијата на колекцијата на Живко Фирфов беше извршена во два дела. Значи, во првиот дел мелограмите беа скенирани, а подоцна беа внесувани во компјутер преку нотен процесор. Значи, при скенирањето
За скемирање, односно се одлучивме, бидејќи мелограмите не беа оштетени, така да не беше штетно за нив да се скемираат. А подоцна одлучивме дека може да се исто така, значи да се дигитализираат и преку внесување на истите преку нотен процесор, бидејќи на овој начин би се овозможила понатамошна анализа на овие мелограми. За својата долгогодишна композиторска, етномузиколошка, мелографска и музичко-педагошка активност добил поголем број одликувања и награди. За книгата Македонски мелографи од крајот на 19. век, која пишувал заедно со Методија Симоновски во 1963 година, ја добил Ноемвриската награда, а во 1970 година добитник е на високата награда Климент Охридски. Музичкото творештво и животниот пат на Живко Фирфов се тесно поврзани со македонскиот музички фолклор. Сето она што го создал, собрал и обработил е проникнато со фолклорни елементи. За причините за својата приврзаност кон македонскиот музички фолклор, Живко Фирфов изјавил: "Фолклорот и песната ми останаа во душата. Откога ги засакав, никогаш не ги напуштив.